Стадион. Емисија за вашата вистина. Како е Горан, семејството, успеавте ли да ја одржувате линијата Италија, Македонија, односно Дженова Струмица? Па добро, фамилијата е супер, фала на Бога, е супер. Со овој вирус сега малку после смири овде во Италија, може малку да прошетаме, подобри врската со Струмица. Секој ден сме на линија со фамилијата, со моите пријатели, другари, така. Испише уште една фудбалска сезона успешна, како на репрезентативен план со Македонија, така и со италијанското првенство зад себе, ако не се лажам, 101 гол. Да. Па сигурно овде во Италија направив нешто што некој тешко да го направи. Сигурно сум среќен, тоа е благодарност на сите во клубот, исто на навивачите, на мојата фамилија. Што се однесува до репрезентацијата, направивме еден успех што ќе бидам горд цел живот. Направивме нешто што не знам некоја генерација дали може да го повтори тоа. Сигурно заслужени се играчите, а најмногу селекторот, бидејќи направи една репрезентација, спои на младост, на искуство и направи да се осеќаме како една фамилија. Горане, спомнуваше дека тоа е сон на Пандев да заигра на Европско првенство. Откако веќе тоа е реалност, има ли друг сон? Па не знам, друг сон моментално немам. Сонот ми се исполни да играм со Македонија на големо надпреварување и со натрпение го очекувам ова европско првенство. Сигурно ќе биде европско првенство на емоции, бидејќи за мене знаеме дека овие се последни надпревари и мислам дека европското првенство е врв на мојата кариера. Неделата уште 20 дена до стартот на Европското, каде Македонија дебитира. Селекторот Ангеловски го објави поширокиот список. Очекуван ли беше овој список за Горан Пандев? Па не знам, селекторот мислам дека го одберал тоа што мисле дека е најдобро. Сигурно дека Македонија, знаеме нашата репрезентација, дека последните циклуси со доаѓањето на селекторот Ангеловски имаше од 18-20 играчи што нон-стоп се повикувани во репрезентацијата и направивме едно, сите заедно дишиме како еден и сигурно дека очекував некои играчи и среќен сум за 2-3 играчи од младите што како Чурлинов и Ристовски, бидејќи они се иднината на македонскиот фудбал и стварно ме изненади нивниот повик во репрезентација, али мислам дека се добре дојдени. Дечките може да ни помогнат, располагат со голем квалитет и мислам дека иднината, како што кажав, на македонскиот фудбал е во нив. Пандев Несторовски дефинитивно нема да биде дел од ова европско првенство. Ке се чувствува ли тоа негово отсуство или? Па сигурно, жал ми е за Илија. Знаеме сите за каков играч се работи, доста искусен играч. Мислам дека можеше многу да ни помогне на европско првенство. Во последните години многу помогна на нова репрезентација, исто внатре во собликувалната или и на теренот. Сигурно дека ќе ни достига, жал ми е, стварно жал за него. И се надам дека што побрзо ќе се врати на фудбалските терени и ќе се врати во репрезентацијата. Дај Божи на едно големо првенство како што е светското првенство, бидејќи он тоа го заслужува. Дебитираме на 13 јуни со Австрија во Букуреш, потоа Украина, па се селиме во Амстердам против Холандија. Прогноза на најискусниот и капитен на македонска репрезентација. Па добро, групата е тешка. Сега најважно ќе биде сите да бидеме здрави, да се припремаме добро. Со Австрија одигравме две од такмици во минатиот циклус. Немаме позитивни резултати, се работи за една цврста репрезентација, квалитетна репрезентација. Али мислам дека ние ќе одиграме најдобро што знаеме. Со натрпение, како што кажав, не само јас, туку и сите репрезентативни селектори го чекат овој надпревар. Се надеваме на еден поволен резултат. Групата не е многу атрактивна, али стварно е тешка група, бидејќи секој учесник на европско првенство има квалитет. Украина?
Исто Украина, по моје мислам дека Украина ќе биде едно големо изненадување на Европско првенство, бидејќи располага стварно со квалитетна репрезентација. Има играчи што играат во големи европски клубови. Мислам дека како колектив се многу јака репрезентација и стварно ќе биде тежок натпревар. Предпоставам дека исто За Холандија да не зборуваме, бидејќи знаеме Холандија како вели сега во европскиот фудбал. Но Пандев, македонската селекција има еден пркос. Ако можеше против Германија, во сред Германија да изненади, верувате ли во изненадување на ова европско првенство? Сигурно дека веруваме, бидејќи ние да стигнеме до патот на ова европско првенство не беше лесен. Гледам некои интервјуа дека ако не беше лигата на нации, Македонија немаше да се пласирали. Знаеме сите дека ние го победивме Грузија во Грузија, го победивме Косово, што има добра репрезентација. Претходниот циклус бевме трети во групата и победивме Германија. Не видов некој доли да каже дека Македонија стварно заслужи да игра на ова европско првенство, али добро. Негативни луѓе кај нас има многу, али ние го знаеме нашиот квалитет. Знаеме што може да направиме. Како што кажа, само да бидеме комплетни, мислам дека ова репрезентација може да направи изненадување во оваа група. Што според вас ќе биде клучното во сите три мечеви? Единството? Сигурно единството, ние дишиме како еден, ние сме стварена голема фамилија, али мислам дека ќе одлучуваат нијанси и исто и физичката подготвеност, бидејќи играме во период на топло време и мислам дека и физичката работа ќе одлучува многу на овие натпревари. Пандев, во студиото овде и селекторот на македонската репрезентација Ангеловски, што би сакале да му порачате пред отпочнување на европската одисија? Што би рекле за него? Го поздравам, голем поздрав за селекторот и не знаем што сакам да го поздравам, само да видиме сите здрави, му сакам многу среќа, да му исполнат сите желби. Знам што ме желбата да се пласираме во вториот круг и мислам дека дај Боже да му се оствари. Тоа е најважно. Така. Своевремено, Пандев, се откажавте од националниот дрес. Сакав да ве прашам, кој ве натера да се вратите? Ангеловски или имаше некој посредник? Ангеловски е најзаслужен за моето враќање во репрезентативниот дрес и стварно сум му благодарен, бидејќи човекот на својот прв работен ден дојде во Дженова, ми го кажа неговиот план, неговиот проект и мислам дека и моите мисли се постави со неговите и мислам дека после 5-6 години ја донесовме македонската репрезентација на едно големо натпреварење и мислам дека најзаслужен за сето ова е селекторот Ангеловски. Најавивте повлекување од дресот после европското првенство. Би сакал да те прашам, што ќе се случува со македонската селекција по вашето заминување? Нема ништо да се случи, бидејќи фудбалот знаеме дека доаѓаат и нови играчи. Македонија има стварно квалитетни млади играчи, млада генерација што може да го понесе товарот на следните надпревари. Има Македонија во овие млади сили и лидери. Се надам, моја желба е селектор да продолжи, бидејќи тоа го заслужува. Онда да го предводи Македонија на следните циклуси во светското првенство, бидејќи почнавме еден циклус нов, ги занадивме германците и мислам дека Македонија со Игор Ангеловски може да направи голем успех и да се пласира на светско првенство. А Пандев, гледа ли замена веќе во некој? Добро, Македонија има многу млади играчи, како што кажав. Еве овде Елмаз, Барди, да не ги набројувам, доаѓа Чурлинов. Имаме стварно млади перспективни играчи што може да го понесат товарот на оваа репрезентација. Ако не се лажам, установата у Дженова уште 2 години договор. Ќе успее ли Пандев наспроти годините? Не знам, физички се осеќам добро. Сега, како што кажав, да помине ова европско првенство, па после ќе размислувам за моите иднина. Се сеќаваш дека на денешен ден го освои на Лигата на шампиони
Пред 11 години. Да, со овој ден ќе го паметам вечно, бидејќи со Интер направивме нешто што долги години го чека, бидејќи после 45 години Интер освои Лига на шампиони, кој знаеме дека за навивачите на Интер направивме нешто чудно. Така. Можно ли е Дженова да се подигне на тоа ниво за година-две? Па не знам, зборуваме за два различни клуби, бидејќи знаеме Интер што значи во италијанскиот фудбал. Дженова исто има богата историја, али е на многу по ниско ниво од Интер. Знаеме дека Интер е стварно еден од најголемите три клуба во Италија и мислам дека заслужува да секоја година настапа во Лигата на шампиони. Да се вратиме на европското, со кои резултати би бил задоволен Пандев против дуелите на Австрија, Унгарија, односно Украина и Холандија? Па не знам, сум стално позитивен и фудбалот се игра за победа. Дај Боже да тргнеме со победа против Австрија, па после ќе размислуваме за следниот натпред против Украина. Али сега да не се залажуваме, да мислиме дека ние сме фаворити да го освоиме европското првенство. Знаеме ние што може да направиме, знаеме сите што може да дадеме. Внатре имаме, како се каже, прекрасна атмосфера и мислам дека ќе направиме добри резултати. Јас сум оптимист и се надевам на добри резултати. Ќе ви годи ли од трибината поддршка ако видите македонско знаме и навивачи кои што скандираат Македонија? Па како не, тоа е желба на сите во нас, во репрезентативите, да ја видиме публиката да се врати на стадионите и да ги видиме нашите луѓе стрекни на трибините со македонско знаме. Мислам дека по-добро, по-добар осет нема. И за крај Пандев, планирате ли одмор со семејството по оваа фудбалска сона по завршувањето на европското првенство и каде? Па сигурно, да, не сме правиле планирани, сигурно после европско првенство заминуваме со цела фамилија на одмор, бидејќи веќе скоро 2 години немавме некој одмор, бидејќи овде првенството во Италија одма после заврши претходното, па ова сезон одма почнавме и мислам дека имавме напорни 2 сезони и со нетрпение очекувам да се заврши се и малку да се посветиме на фамилиите и да идеме негде на одмор. Пандев, јас ти благодарам на ова интервју. Благодарам и на вас. Стадион. Емисија за вашата вистина.